Со државни пари, Александар Ефремовски од Блатец стана најуспешниот млад земјоделец во регионот. Благодарение на помошта од 10.000 евра, тој успеа од малата фирма за свињи да направи репрезентативен објект во кој во моментов има 40 маторици и 300 прасиња. Фармата имаме од 2005 година, регистрирани сме како индивидуален земјоделец од 2008 до 2016 или 2017 беше и сега мислам ни регистрирано како фирма. И прв пат аплицираме и ни одобрија, многу сме благодарни. Долгорочно имаме планови за проширување, само ќе следиме состојбите со африканската свинска чума, иначе не можеме да ги задоволиме потребите, ќе мора да се прошириме. Благодарение на помошта од државата, фармата на Ефремовски се збогати со нови грла, а се поднови и со нови линии за транспорт на храна. Да покажеме дека вака во помали рурални средини може да се создаде успешен, собствен, фамилиарен бизнис, каде што преку надградба на веќе постоечките капацитети ќе се подигнуваат и достигнуваат повисоките стандарди, а со тоа овие луѓе ќе можат да вршат снабдување со свежо месо на македонскиот пазар. Ефремовски инвестира во свињарството во исклучителни тешки услови за тоа, но и под силен ризик од африканска чума која ја има во сите земји од обкружувањето. А во тек беше минатите години се уште тече од страна на Агенција за храна и ветеринарска категоризацијата на фармите по ризик за опасност за ширење болеста. Претходно беше оценета со среден ризик, меѓутоа со корекциите кои ги направија и насоките кои ги добија од страна на агенцијата, премина во низок ризик, тоест веќе дека спроведуваат високи биосигурnosни мерки на фармата. Уште една приказна како сточарите може да се заштитат од ширењето на болести и како да се заштитат од влегување на болеста во нивното одледвалиште. Купно за подршка на млади земјоделци лани во декември се потпишани 102 договори, а максималниот поединечен износ е 10.000 евра.